е еден и ист. И разни сили постојат, но Бог е еден и ист, кој врши се и во се. А на секого му се дава во него да се појави духот за полза. Во телото Христово, благообразно и со Божи поредок, сите духовни чинови произлегуваат од епископот, кој е символ на единството на црквата. Во црквата Христова се случува преку благословот од епископот и со неговата совност. Затоа црквата како тело Христово секогаш доживува свое единство и тоа како совршена реалност, а не како нешто што треба да ни се случи во иднина. Епископот физички не може да биде присутен на секое место од својата епархија, но баш заради тоа и преку тоа се гледа возвишеноста на неговиот чудесен призив да биде секаде присутен и со своето служење и раководење безпрекорно да функционира секоја црковна служба. Тој со својот архипастирски призив не е само управител и координатор, туку најмногу и чувар на единството на црквата. Затоа епископот како Божи домоуправител треба да е чесен, кроток, мирољубив, безмани, праведен, побожен и издржлив и кадарен да излучува оваа наука на здрави основи. Денес, драги браќи и сестри, оваа наша Свети Климентова црква ја прославува 10 годишницата од повторниот избор и назначувањето за епархијски архиереј на Повардарската епархија митрополитот Господин Ангел. Тој, впрочем, се одликува со сите овие атрибути за кои претходно говори. Тој е седмиот архиереј по Хиротонија во Синодот на Македонската православна црква. За делата негови ќе проговориме понатаму, но како што е редот да ја опишеме неговата свештенослужителска лична карта. Роден 11.3.1955 година од благочестивите родители Иван и Елица во Скопје. Иако останува сирак без мајка во нераното детство, неговиот татко со голема љубов, вера и храброст ги издигнува него и неговите двајца браќа низ макотрпноста и сложеноста на животот, опирајќи се на Бога и на неговата света промисла. Малиот Атана, слушајќи го гласот на Создателот во себе и разговорувајќи ја неговата желба за богогоден живот, се запишува во Македонската православна богословие Свети Климент Охридски. По матурирањето во богословијата на 7.1.1979 година е ракоположен во ѓаконски чин со благослов од неговото блаженство Господин Доситеј и митрополитот Полошко-Кумановски господинот Кирил, а 2 дена подоцна ракоположен во свештенички чин во неговата парохиска црква Свети Великомаченик Георгија во Чаир, каде што останува на парохиска должност до 1983 година. Таа година пред Великден заминува на мисионерска дејност во Австралија, во црквите Света Богородица Бризбен, во Мелтур, во црквата Свети Димитрија и Светиот Никола во Престон. Во периодот од 1988 година до 1990 година свештеникот Атана Станковски, архиерейски заменик на тогашниот митрополит Господин Тимотеј, кој го произведе во протоерейски чин. По враќањето од Австралија, протоерерот Атана Станковски најпрвен работи како библиотекар на Богословскиот факултет, а потоа и како референт во канцеларијата на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. Жешко горештата желба за парохиската дејност ја активира во 1995 година во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје. Во меѓувреме, тој со голем елан и интелектуален пристап го дооформува успешно своето образование со дипломирањето на Богословскиот факултет. По Божја промисла, на 5.2.1998 година протоата на Станковски станува нов богослужител преку монашкиот призив со ново име Агатангел Виковски. Се исполнува неговата желба за монашки подвиг. Со Божја промисла, тој како искален, смирен богослов,
кој влегува во чинот на монаштвото со голема љубов, смирение и трпение. Овие добродетели светиот архиерејски синод на Македонската православна црква ги забележува кај него и на 12.7.1998 година го комисува за викарен епископ на Скопската митрополија со титула Епископ Велички. На 13.2.2000 година е избран и востоличен како митрополит по Вардарски. Но заради потребата на црквата и големата љубов и разбирање што е поседува овој епископ, прифаќа само неколку месеци подоцна, односно на 10.11.2000 година, да биде избран и назначен за епархиски архиереј на Брегалничката епархија. Неговата интронизација за митрополит Брегалнички се случува во соборниот храм Свети Никола на ден 26.11.2000 година, каде храмот беше претесен да го собере на собраниот народ Божи. Но Божјата промисла, драги браќи и сестри, е навистина голема и чудна, и така на денешен ден, пред 10 години, во соборниот храм Свети Великомачин Пантелеймон во Велес, нашиот дедовладика, како што и милува нашиот народ да му се обрати, е интронизиран за митрополит по Вардарски. Црквата никогаш не била и нема да биде безпомошна кога е во прашање жртвата, љубовта и активното учество на митрополитот по Вардарски господинот Агатангел. Љубовта спрема Бога, тој не е одвојува од љубовта спрема својот народ. Вистинското служење на Господа за него како дарувано заедништво на Бог и луѓето, проследени со дарот на Духот Свети. Вистинското трагање за духовниот живот, стабилноста и трајните вредности на Црквата Христови, сите ние заедно, креативно ги пратиме преку делата и творештвото на митрополитот Агатангел. Тој за време на својата пастирска дејност како епископ и митрополит, со љубов и чисто срце ги проценува потребите на својот народ. Патриотизмот и родолюбието не е нешто страно на него, туку вистинско дејствување и исполнување на библискиот принцип. Тој Македонската православна црква секогаш ја гледа како народна црква, па преку литургискиот принцип на стабилност, смирение и воздигнување и излига на вистинските апостолско древно христијански традиции. Затоа нашиот верен народ може да си ја препознае својата жива црква и својот добар пастир. Црквата за епископот представува вистински израз токму преку светата Евхаристија. Тој како престојател на Божјата Евхаристија го благословува нашиот народ и верните чеда на Повардарската епархија. За да се исполни евхаристичкиот живот во црквата, би сакал да се задржа со неколку богословски мисли на размислувањето на темата за местото и улогата на епископот во светата Евхаристија. Прво, треба да го прифатиме размислувањето на Светата православна црква за епископот како икона на Господа Исуса Христа и второ, да го представиме вистинскиот израз на ова сваќање во поредокот и извршувањето на самата света Евхаристија. Овие два факта се содржани токму во ликот и делото на високо преосвещениот митрополит наш Агатангел, во чија чест сме собрани во неговото епископско делување и начинот на служење на светата литургија. Самиот Христос представува и е представен преку епископот. Дури во светата литургија постојат многу значени елементи кои се поврзани за епископот, кој го изобразува, иконизира доаѓањето и воспоставувањето на Царството Божјо преку светата Евхаристија. Ке напоменеме само неколку од тие елементи. Прво, влегувањето на епископот во светата литургија денес го нарекуваме малвход. Второ, седењето на епископот на горното место тронот представува основна икона на ескатолошкиот Христос, на кој сите свети отци инсистираа, зашто епископот е и глава на таа помесна црква. Трето, проповедта на зборот Божи. Четврто, големиот вход покажува исто така дека епископот е икона Христова,
зашто само тој не зема учество во входот, каде што се носат честните дарови, туку на царските двери истите ги прима и ги внесува. Сите живи членови во оваа наша Вардарска епархија го препознаваат ова во ликот на нашиот митрополит и затоа на цел глас извикуваат: најнапред спомни во Господи високо преосвещениот митрополит наш Агатангел, за да може овие дела епископот да ги исполни од Господа, добива посебна благодат, зашто со човечка сила е невозможно да се изврши така големо и тешко дело. Во овие 10 години од вашето повторно враќање при Вардарската епархија, ваше високо преосвещенство господин Агатангел, покажавте дека Господ Бог во изобилство ви ја дал благодатта и силата за да ги исполнувате сите должности. Ние сите знаеме за вашата љубов и грижа за нашето спасение, но исто така и знаеме дека со иста сила и љубов работите на полето на евангелската доктрина, која ви е патеводителка, инспирирана од љубовта и помошта на човекот, особено за човекот како личност на кому поради тешкотијата и финансиската несреќа му е потребна вистинска помош. Па затоа, во 1998 година со благослов на архиепископот Михаил ја создадовте и мисионерско-комунитарната дејност Дјаконија, која духовно ги просветлува, но и телесно ги нахранува и облекува најсиромашните. Оваа ваша дејност е насочена кон сите оние кои што страдаат од лош сплет на околностите и се социјално загрозени семејства. Но вашиот презнак е дека тие се сепак христијански семејства на кои им е потребна помош. И издавачката дејност не ви е страна. Работите со полна парија, огромна заложба и упорност, а со тоа, сето тоа се гледа преку печатените книги, списанија и брошури. Убаво искажаниот збор топло ги разнежнува срцата и силно ја разгорува љубовта на македонската читателска публика. Преку вашето изобилно теолошко воспитување и образување ја поседувате мудроста како дар, со која ја унапредувате православната заедница и единството на Светата Црква. Насекаде во Богом даруваната ви епархија Вардарска, која успешно ја раководите во овие 10 години како еден од најсилните, најторжествените, најдлабоките белеси со кои што се одликувате е вашата неимарска градителска дејност. До денес изградивте повеќе храмови од тоа што го поседуваше Вардарската епархија. Вардарската епархија, гледајќи го со очите на народот, представува едно радосно градилиште во кое секојдневно се поставуваат камен темелници за нови цркви, се обновуваат манастири и иконаци, се реставрираат и фреско живописуваат многу цркви и многу манастири. Многу време и простор ќе ни треба да ги наброиме сите, но еве барем само неколку. Црквата Свети Кирил и Методи во самиот центар на градот Велес е скоро подготвена да го дочека денот на осветување. Болничката црква Свети Козман и Данил, која е вистинско прибежиште на болните, потоа црквата Свети Јован, кој забрзано се гради, црквата Света Петка, која од Параклис стана вистинско молитвено здание, и изградивте црквата Света Петка во Кавадаци, која представува чудесен и прекрасен дом Божи, започнавте со реставрација на црквата Свети Димитрија во Кавадаци, потоа црквата во Неготино, црквата во Богданци, која поради запалување на истата се зафативте да издигнете неколкократно поголем од постоечката. Не останавте мирен ниту во Ландово, со градење на манастирот и негово осветување, како не во Гевгелиско, каде градите манастири, но ја реставрирате и црквата Свети Кирил и Методи. Реставрација доживе и црквата Свети Спас во Гевгелија и навистина уште многу дела и многу конаци, како што се Согленскиот, конакот во Полошки, во селото Мокрени, насекаде, за сите и за себе. Ваше високо преосвещенство, се покажавте како вистински борец за правдата и мирот.
и извршувате својата мисија во Богом даруваната ви епархија. Во црквата човекот најмногу се познава во својот вистински идентитет. Го чувате вашето паство и вашата епархија од најразлични опасности кои што светот и световниот живот ги нуди. Го чувате вашиот народ што ви е доверен вам од распадот на безличната маса, од опасноста да стане жртва на манипулација на оние кои не го почитуваат законот Божи. Го развивавте православното меѓуцрковно единство и диалогот со останатиот христијански свет. Се водите според Евангелието каде Христос преку диалог го подучувал народот. Духот на диалогот стана смисол на епоката во која живееме. Во вртлогот од брзината на модерниот свет, каде се промовира толку негативно и толку неморално, што народот може да го фрли во конфузија, токму ако нема кому да му се подпре и од кого да ја побара вистината. Овој народ и оваа црква се радосни што ви имаат и што можеме да посведочиме евангелски и да ја примеме таа вистина од вас, кој сте нашиот пастир и вистински застапник пред Бога. Ваше високо преосвештенство, кога човек говори за вас, се што ти каже е премало. Вашите дела говорат и тогаш кога се молчи. Вашите молитви ги принесувате за сите ваши духовни чеда во лицето на свештенослужителите и народот Божи. Ја чувствуваме сите вашата татковска љубов и тогаш кога ќе не укорите, и тогаш кога ќе не посоветувате, и тогаш кога само со еден поглед ќе ни го покажете смирението, трпението и љубовта кон ближниот. Денес сите ние чувствуваме посебна радост и ви упатуваме искрени честитки за вашиот јубилеј, кој ве денес заедно како црква со епископ, свештенослужители и народ Божи го славиме. Ви посакуваме силно здравје, уште многу години да работите и творите на нивата Господова. А овој скромен подарок од Панагијата и крстот што ви ги подаруваме од името на целата црква, на народот Божи и свештенослужителите. Носете ги и секогаш молитвено спомнувајте не во исполнување на довереното ви дело. На нова лета, владико. Дозволете ми од името на сите овие наши сограѓани, наши верници, овој мал скромен поклон да ви подарам и при тоа стварно да го кажеме на некои работи. Прво, дека 10 години за нас брзо поминаа, меѓутоа делата како што пред малку нашиот свештеник кажа се многу бројни. Значи ќе ни треба многу време да ги бројуваме делата. Многу пати ние со недоверба гледаме на вашите иницијативи, да бидеме реални. Тоа ја многу пати лично мисле дека делото стварно прави. Меѓутоа, кога се работи за Господ, кога се работи во името Негово, не е ништо недостижно. Тоа вие го докажавте, а мислам дека и Господ ќе го прими во царството свое, мислам. И што останува да ви се благодариме, што ни подаривте една плејада на свештеници кои имаат висока почит и достоинство меѓу народот и наше мислење е дека они и во еднина достоинствено ќе ја представуваат вашата мисија која што имате во ова наша Богом вам дарована епархија. Уште да заблагодариме на сета просветителна дејност што ни ја понудите преку вашите изданија, преку вашето целокупно работење и со модерните начини на комуницирање. Мислиме и се надевам дека во еднина
ова што до сега го направивте. Ќе биде само еден мал дел од она што Господ вас ви го доверил да го направите за оваа наша православна Повардарска епархија. И ми дозволите сега нашите верници да ви го додели на овој крст, знаејќи дека ќе го носите и секогаш ќе имате сите нас верниците во молитвите ваши, а ние ќе ви имаме во нашите молитви. Благодарим на вас, Господи, да ни бидете жив и здрав, уште многу години да ни служите и ова стварно да биде исполнето, како ова и сите овие храмови кои што вие ги направивте, ги реновиравте, стварно да го заживеат. Мислам, сето она што значи верување во Господ, значи со други зборови да кажеме, да бидете еден од примерите и за останатите високи, мислам, свештеници во нашата земја, каде што ќе бидете стварно пример како треба да се чува, да се поштува и да се допринесува за верата наша Христова. Те благодарам за сето ова што до сега ни го направивте во овие 10 години. Дозволете. Драги браќа и сестри православни христијани, денеска соберени во овој свет храм, посветен на успението на Пресвета Богородица, и сме соберени на света архиерејска литургија, на која чиноначалствуваше нашиот митрополит господин Агатангел, но соберени сме и по еден убав повод кој ние, свештенослужителите од Повардарската епархија, а и вие, верниците кои денеска сте соберени овде во овој свет храм, сепак на некој начин да го одбележиме 10-годишното пастирствување на нашиот митрополит Повардарски на чело и на тронот на Повардарската епархија. Братот во Христа Панзо многу прекрасно ги напомна сите достигнувања за овие 10 години на митрополитот господин Агатангел во Повардарската епархија. Јас нема толку да се задржувам, само ќе напомнам дека од турбулентните времења и многу години кои се случуваат во Повардарската епархија, митрополитот господин Агатангел, во тоа треба да бидеме убедени, не само да веруваме, беше испратен во 2006 година, пред тоа сосема кратко неколку месеци, но заради потребите и заради мирот во црквата беше на челото на Прегалничката епархија, но од Бога беше испратен во Повардарската епархија и од тогаш, од денешниот ден, еве полни 10 години како тој е на чело и на тронот на Повардарската епархија, епархијата го има својот процуд во овие полни 10 години. Што да напомнеме, во што се однесува тој процуд? Се однесува во редовното послужение на свети литургии, редовно и прекрасно проповедање и изложување на Христовата вера. Понатаму тој процуд се однесува во изградбите, реновирањето и реставрирањето на црквите во Повардарската епархија, кои предмалку братот Панзо ги напомна. Би спомнале и за процутот во издавачката дејност, каде што се отпечатени многу книги и понатаму се отпечатуваат, а се со цел и грижата на нашиот ценет и почитуван митрополит господин Агатангел за духовно надградување на верниците, пред се би кажал, на верниците во Повардарската епархија, а понатаму и пошироко.
Псалмопевецот Давид во еден од своите псалми рекол: Господи, возлюбих благолепие дому Твоего, што ќе рече дека Господи, ја засакав убавината на Твојот дом, а убавината, драги браќа и сестри, за нашиот митрополит, убавината на неговиот дом се црквите, духовниот живот, духовното растење на православните верници од Повардарската епархија. Митрополите наш господин Агатангел, предавајќи ви ја оваа панагија со ликот на сите светии, се молиме на Господа Бога, се молиме на Пресвета Богородица и се молиме на сите светии кои се изобразени на оваа панагија, да ја носите и нека тие ви бидат застапници, заштитници и чувари, како овде на земјата, исто така и застапници за вас пред престолот на Севишниот Господ Бог. Уште ве молиме ние, свештениците од Повардарската епархија, како што до сега не спомнувавте во вашите молитви, да не спомнувате и понатаму во вашите молитви. Пред се, драги браќа и сестри, да се молиме за негово здравје, Господ да му подари на вистина здравје и сето ова за 10 години што тој го постигна. На некој човек му требаат многу години за да постигне многу. На некој му требаат многу години, но нема да постигне многу. Митрополитот наш господин Агатангел за овие 10 години постигна многу и затоа велам да се молиме пред се за негово здравје, за да може да продолжи по патот кој го оди за нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија и за Богом даруваната му Повардарска епархија. Да сте живи и здрави и молете се за нас, Владико Свет. Почитувани отци, членови на епархискиот управен одбор, подпредседатели на епархијата, драги браќа и сестри, изненаден сум од чувствата на моите свештеници, што Бог преку благодата ми ги даде да раководам со нив. Изненаден сум затоа што не сум голем љубител на прослави. Знаете, ме убедива вработените во епархијата, ме убедија свештениците дека еден ваков спомен јубилеј треба соборно со народот во црквата да се прослави. Кога ја примив одлуката за да бидам Повардарски митрополит, одма на ум ми дојдоа блажено упокоените архиепископи, архиепископот Галдио како прв митрополит Повардарски, потоа архиепископот Михаил како втор митрополит Повардарски. Едни такви умови, едниот професор кој го формираше Богословскиот факултет, ја преведе Библијата на современ македонски јазик, направи неколку граматики, другиот
волен оратор, влюбеник во црквата, страдалник за ова македонска земја, реков јас како ќе се снајдам на тој трон, како ќе го почувам, но благодарение на благодата Божја, благодарение на вашата љубов и трпение кој го имате кон мене, еве, денеска 10 години го чувам тронот на блажено покојните архиепископи, на Повардарската епархија, на сите оние предходно кои стоеле на овие тронови и ја чувале катедрата на Велес и на Велешани. Навистина е многу тешко да се биде архиереј на Повардарската епархија. Некој ќе рече зошто. Ако се вратиме пред 90-та година, после Втората светска војна, и ако и разгледаме црквите и манастирите, ќе видиме дека навистина никој не се грижеше ни за црквите, ни за манастирите, бидејќи живеевме во еден систем на атеизам, систем на комунизам, систем на едноумие, систем кој ја отфрлаше црквата на страна. Но, ете, црквите може да ги срушат земните цркви, но небесната црква не може никој да ја сруши. Небесната црква останува во срцата, во душите на верниот народ. Небесната црква е патот кон вечноста. Небесната црква ги отвара вратите на рајот. Небесната црква не доближува до престолот на нашиот Спасител Исус Христос. И таа мисла постојано ми беше во главата, таа мисла ме раководеше и таа мисла ми остана уште во главата и верувам дека и понатака ќе ме води се до моето издигнување. Незгодно ми е да спомнам, но би сакал да спомнам оваа прилика, кога 2000-та година за прв пат дојдов во Повардарската епархија, требаше да служиме во соборниот храм божична свечена литургија, беше раѓање на Христовото раѓање и многу се разочаров, затоа што на Божик 50 до 60 000 град, само 5 души имаше во црквата. Верувајте ми, тогаш срцето ми плачеше, душата ме болеше навистина многу. И прва задача ми беше да го молам Господа Бога Спасителот наш, Мајката Божја да ја молам, први да ми го умножи пасвото, она што ми го даде да раководам со него, да го умножи, потоа свештенството да го умудри, да стане добро, да го сака својот народ, својата матична македонска црква. И сето тоа е благодарение на Господа и на се она што доживеа оваа епархија по заминувањето мое, еве Бог повторно, по послушание кон синодот на светата наша црква, послушание кон Господа Бога Спасителот наш, светите оци и светите подвижници, сите оние кои го оставиле светот и се повлекле во тихување, послушанието кон Господа, послушанието кон црквата, послушанието кон братот, кон сестрата, послушанието кон мајката, кон таткото, е круна на спасението кај нив. Ако немаме послушание
во едно семејство, ако синот не ја слуша мајката и таткото, ако таткото не го слуша синот, таткото и мајката не го слушаат синот, сака секој по своје да тера. Ние сме црквата една заедница, во која заедница треба сите да се поклонуваме еден кон друг, сите да се почитуваме, сите да се сакаме и сите да имаме послушание. Еден мора да раководи секаде, но тоа раководење да не биде со умисла да го понижуваш братот свој, тоа раководење да биде вистинско раководење, покажано, исполнето со љубов кон ближниот, кон црквата, кон Господа Бога Спасителот наш. И таа љубов еве денеска повторно не собира, денеска повторно сме заедно и ви благодарам на сите што во сите мои тешки моменти и вашите молитви принесени кон престолот на Спасителот наш Исус Христос, Бог ги примил, а и моите молитви за да бидеме во една Христова заедница, заедница исполнета со љубов, со добрина и со надеж, прво надеж за Царството Небесно, а второ надеж за овдека на земјата, да си помагаме еден на друг и се она нашите предци, нашите дедовци, што го оставиле да го обновиме, да го поправиме и кај има потреба да изградиме ново, за да се собира народот, да го прославува името на нашиот Спасител Господ. Ви благодарам на сите и ве молам, имајте ме во вашите молитви, а јас, како секогаш и како досега, постојано ќе се молам за вас, за ваше спасение, за ваше здравје, за успех на вашите семејства, за успех на вашите вечења, за мир и спокојство во нашата општина, во целата Ковардарска епархија, за мир и спокојство во нашата прекрасна и убава света Македонија. Вие знаете дека овие денови, овие години, формиравме и 2 кора, 3 кора сега имаме. Едниот хор јас го затеков, тоа е хорот кој го носи името на Соборниот храм Свети Пантелеймон. Вториот хор го обновивме, тоа е детски хор, младински хор, Свети Кирил и Методи, и имаме уште едно хорче на жени кои го пеат црковното, старо, византиско, црковно пеење. Се радувам и навистина исполнета ми е душата и вие сигурно се радувате и се чувствувате како да сте горе на небото и да ги слушате ангелите, како пеат свет, 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 Господ Саваот. Така и јас се чувствувам кога ќе ги слушнам гласовите на едниот хор и на другиот и на третиот. Душата ми е исполнета. Го чувствувам Господ дека е тука со нас, околу нас, пред нас, зад нас. Чувствувам дека и вие сте исполнети духовно, исполнети се вашите души и срца со радост. Тоа ме радува, а се надевам дека ќе обновиме и други корови кога ќе се отворат другите цркви. Свети Јован, Свети Кирил, Методи, вие знаете дека овдека градиме 2 цркви во зградава. Овдека во зградава до Богородица што се прави, тук имаме 2 помали цркви. Едната е посветена на Свети Наум Охридскиот чудотворец, а другата ќе биде на нашиот свет владика, епископот Велички Гаврил Лесновскиот. Сте биле таму, сте поклонирани на неговиот гроб и очекуваме, ако биде Бог до година, да го прогласиме и за светител. Но тој на неговиот гроб големи чуда се прават и ние, како македонски народ, ќе бидеме први која во негово име, во негова чест, ќе изградиме црква Параклис, црква Крстилница,
каде ќе служиме божествени литургии и каде ќе ги крштеваме нашите новороденчиња, нашите идни генерации кои ќе му пеат, ќе го слават Господа Бога Спасителот наш. Вие знаете дека оваа година убави награди. По стариот хор прва награда, а дечињата втора награда. Беа на некои светски такмичења надвор од нашата држава Македонија, значи од други држави. Нека им е честитам и нека продолжат да пеат и да го слават Господа. Благодарам.